Добре дојдовте назад на Навак. Рено Зое, BMW i3, Hyundai Kona и електричниот Golf. Тоа се денешните електрични автомобили во кои ќе поминеме 24 часа и ќе видиме кој ќе направи најголема километража, кој ќе потроши најмалку струја, кој ќе помине најмалку време на пуњачите, односно ќе може да доминира на оваа патека. Имаме 24 часа време и да се ротираме како возачи во сите автомобили. Инаку, од правилата за возење за овие 24 часа може да се полни автомобилот кога сакаме и кога мислиме дека треба. Може да се заменуваат возачите исто така по потреба или кој како сака. Тоа се оние основни правила што се однесуваат за следниве 24 часа кои ќе ги поминеме на патеката Навак со 4 електрични возила. Да не губиме време, еве го уште малку имаме. 5-6 минути до почетокот на стартот на трката и во текот на трката ќе се вратиме и ќе ви објасниме како е чувството зад управувачот на секој од овие 4 автомобили. Не е прв пат да се дружиме со електричните автомобили. Тие ширум светот веќе не се иднина, туку сегашност, заради што решивме низ оваа електрична трка и регионов да го приближиме на тој тренд, да испишеме уште една страница од историјата на автомобилизмот кај нас. За овој тест ја користевме комплетната патека на центарот Навак, секако без теренскиот полигон. Еден круг е долг 3 километри и се состои од 12 свиоци и еден правец долг преку километар. Токму свиоците им даваат шанса на сите автомобили во текот на кочењето и забавувањето да собираат енергија и да ги дополнуваат батериите, а правецот е симулација на отворен пат. Правилата на трката велат дека секоја екипа од 2 новинари го има на располагање секој автомобил по 6 часа, вклучувајќи го и времето на полнење. Накратко кажано, секој возач за 24 часа помина зад управувачот од прилика 12 часа. Како представници на домакинот, редакцијата на САТ од Србија учествуваа Младен Алвировиќ, Александар Цветковиќ, Дарко Гигиќ и Мирјана Бачкоња. Од Словенија пристигна Душан Лукиќ, дел од тестот од Хрватска беа Марко Томац и Озран Адамовиќ, а од Македонија Крумислав Барзов. Точно напладне започна трката на 4 електрични возила. Иако стартот беше динамичен, сепак не беше проследен со адекватни звуци. Се помина во тишина, па затоа оваа трка доби прекар како најтивката во историјата на Балканот. Задача на секој возач на тестот беше да помине што повеќе километри за што пократко време. Тоа значи дека не се исплатеше да се вози полека само заради штедење, но не се исплатеше ниту брзо да се вози, бидејќи батериите пребрзо се трошат. Вистинскиот баланс беше тешко да се постигне, посебно заради тоа што вообичаените правила за штедливо возење тука не се целосно применливи. Еве уште неколку основни податоци за надпреварувачите. Најмал и најлесен меѓу сите е BMW i3. Долг е 2 над 4 метра и тежок околу 1300 килограми. Го задвижува мотор од 125 киловати, односно 170 коњи, кој му обезбедува забрзување до стотка за 7,3 секунди. Со 4 метри и 8 сантиметри, Рено Зое е само за нијанса подолг, но вкупно е потежок за близу 200 килограми. Тој има мотор од 68 киловати и доста послаби перформанси, забрзување до 100 за 13 секунди и максимални 135 км на час. Иако така не изгледа, и Hyundai Kona е прилично компактен, долг е 4 метри и 18 сантиметри.
Бидејќи е лансиран неодамна, тој воедно е и најнов модел во оваа група. Има мотор од 150 киловати, но заради батериите од 64 киловат-часа е тежок близу 1700 килограми. Тоа не пречи од место до 100 да забрза за 7,6 секунди и да вети максимум од скоро 170 км на час. Најголем во оваа група е Golf со своите 4 метри и 27 сантиметри. Тежок е од прилика како и Kona, а со своите 100 киловати до 100 на час стигнува за 9,6 секунди. Во досегашниот тек на тестот просечното време кое автомобилите го поминаа на полнач е меѓу 30 и 45 минути. Исклучок е Kona, но кај неа батериите се поголеми. Причина зашто не ги полниме преку 80% е тоа што последните 20% се полнат далеку побавно. Велат дека полнењето на батериите подсетува на доаѓањето на публиката во театар. Додека салата е празна, до седиштата лесно се стигнува, но кога ќе се наполни, цел ред мора да стане за еден гледач да седне на средината. Брзината на полнење зависи и од температурата на батериите, така што возилата со активно ладење, како што е Kona, можат побрзо да повлечат струја отколку оние без него. Автомобилот е тој што командува со полначот и му кажува колку струја да повлече. Не е како бензинската пумпа, која секој резервоар го полни со гориво со иста брзина. Дополнувањето на батериите од 10 до 80% наполнетост досега воглавно значи дека полначот испорачува 20, 30 или 35 киловат-часа. Толку влечат Renault Zoe, BMW i3 и електричниот Golf. Kona, за да ги наполни своите поголеми батерии, повлекува и 40 до 50 киловат-часа. Причините за водството на BMW i3 и покрај тоа што има најмали батерии лежат во неколку фактори. Автомобилот во текот на целиот ден побрзо ја влечеше струјата од полначот. При тоа е полесен отколку останатите и со помала потрошувачка може да се вози подинамично. Неговата просечна брзина по круг наместо 60 до 62, како кај другите, често беше и до 68 км на час. До овој момент, Renault Zoe има поминато 878 км, Golf 896, а BMW само 1 км повеќе. При тоа скоро во исто време запираа на полнење. Hyundai Kona сега веќе бележи 934 км. Таа на полначот беше само 2 пати, до душа секогаш преку 1 час. Останатите беа по 4 пати. Причината зошто сите наши тест возачи велат дека електричните автомобили се забавни, лежи токму во фактот дека тие имаат доста изразено моторно кочење. Можете да ги возите со километри и никаде да не притиснете на сопирачката. Некаде, како кај Hyundai, можете да го подесите степенот на тоа кочење, а некаде, како кај Golf, тоа со еден потег на рачката на менувачот се вклучува или исклучува. Во текот на кочењето, електромоторот работи како генератор и ги дополнува батериите, заради што се вика регенеративно кочење или рекуперација. Со Renault Zoe, например, за 150 км возење по патеката на центарот навак, може да се повратат и до 4-5 киловат-часа, односно до 20% од капацитетот на батериите. Исто така, оценката дека се забавни за возење доаѓа и од фактот дека секој електромотор го става на располагање целиот вртежен момент веднаш штом се притисне педалата за газ и автомобилот забрзува како ракета истиот момент. Нема чекање на порастот на силата како кај бензинците и дизелите, заради што и најслабиот и најмал електромобил делува динамично. Верувале или не,
Целиот овој тест во смисла на потрошената електрична енергија според македонските цени на струјата чинеше помалку од 4.500 денари. За вкупно поминати близу 5000 километри, сите автомобили заедно потрошија 786 киловат-часа. До душа, патните компјутери на автомобилите велат дека вкупната потржувачка на сите заедно е 722 киловат-часа, што значи дека разликата од 64 киловат-часови е изгубена при полнење или дека тоа што го пишува на инструмент таблата не е сосема вистината. Било како било, најмногу струја потроши Hyundai Kona, 230 киловат-часа. Следи Renault Zoe со 199, трет по потрошувачка е BMW со 188, додека најмалку потроши Golf, само 167 киловат-часа. Во просек на секои 100 километри беа потребни 14 до 18 киловат-часови, односно само 50 до 100 денари, во зависност по која тарифа се смета. Со други зборови, ваквите електрични автомобили имаат потрошувачка како дизел кој просечно троши едва и литар до 2 гориво. Но дизелот бара редовно одржување на моторот што кај овие не постои. Во текот на тестот најчесто наполнечот беше Zoe, дури 8 пати. BMW и Golf се полнеа по 7 пати, додека Kona паузираше само 4 пати. Сепак, вкупното време поминато во полнење на батериите е најкратко кај BMW, а најдолго кај Golf, што во некоја рака и влијаеше на конечните резултати. Но без разлика какви се тие, едно е сигурно. Електричните автомобили не доаѓаат на пазарот за да на нив се заштеди, туку заради потребата загадувањето од градовите да се измести или потполно изфрли, заради фактот дека фосилните горива во иднина ќе ги има се помалку и дека цената постојано ќе им расте, заради иднината на нашите деца кои струјата ќе може да ја произведат на многу различни начини, почисти и поефикасни, отколку ние денеска. 24 часа возење на центарот навак помина. Беше тешко деноноќие, бидејќи бевме само 8 возачи и вкупно поминавме повеќе од 4500 километри. Ги видовте статистиките, кој автомобил колку струја потроши, колку помина на брзите полночи, но вас и нас не интересира кој е победник. Па ќе почнеме од четвртото место кое му припадна на Renault Zoe со поминати 1177 километри. На третото место е електричниот Golf со кого поминавме 1188 километри. И второто место му припадна на BMW i3 со вкупно поминати 1252 километри, но вреди да се помене дека BMW ја има најмалата по капацитет батерија од сите 4 автомобили. Големата батерија и кратките полнења на неа и помогнаа на Hyundai Kona да го победи да ги победи конкурентите во овој тест кој траеше 24 часа. Со Kona поминавме 1287 километри. Ако ја следевте статистиката на поминатите километри, свативте дека разликата од Renault Zoe кој беше четврто пласиран и Hyundai Kona која го победи на тестот изнесува само 110 километри. Тоа значи дека електрониката иде напред и станува достапна на сите производители, па очекуваме во наредните периоди, односно наредните години да имаме помали по волумен батерии, но со поголем капацитет и моќност. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и се гледаме за 7 дена на истото место и на истата фреквенција. До гледање.